Добро ви утро, секое утро почитувани и она што низ нашата утринска програма ќе следи, јас мислам дека на сите ни се потребни совети во летниот период како да ја негуваме нашата коса, меѓутоа ќе зборуваме и за шминката, со оглед на тоа дека јас ќе си ги поздравам нашите девојки кои што за студио не шминкаат, меѓутоа тука мене Јана се погрижи денес да ме нашминка онака што се вели дневна шминка. За тоа ќе разговараме со Елена Николовска, која долги години си го има токму тоа работно искуство, така да Елена, драго ми е што се наоѓаме тука кај тебе, но поточно и на која локација сме ќе оставам и ти самата да си кажеш. Здраво, добро утро на сите. Најпрво благодарам за поканата да бидам дел од вашата утринска програма денес. Нашето студио, сите знаат дека претходно се наоѓаше на Климент Охридски, сега се наоѓаме на Даме Груев во строгиот центар на градот. На оваа локација се наоѓаме од февруари месец во многу поголем простор со многу проширени услуги кои што доколку дојдете кај нас би можеле да видите се. Така, тоа е Hair Social, така, фризерски салон, каде што јас, Елена, може тука да забележам, а и секоја жена тоа го посакува, и на секоја жена тоа е потребно, но и на мажите исто така. После сите обврски кои што си ги имаме, да дојдеме тука, да си уживаме во овој прекрасен простор, морам да кажам, пријатен амбиент, и самите гледачи ќе имаат можност тоа да го видат, и сите оние кои што ќе дојдат, и оние кои што биле, знаат многу добро за што зборуваме. Сакам токму овој простор и ова вака опуштен наш разговор да се сведе на тоа во летниот период како ние треба да се грижиме за нашата коса. Со оглед на тоа дека знам има специфики во кој период и на каков начин треба да ја негуваме косата. Твоето долгогодишно искуство ќе ни го каже тоа. Благодарам. Значи во летниот период косата секогаш го кажувам истото, дека треба хидратација. Значи, како на телото му треба вода, треба да се хидрира, истото значи и за косата. Сега, во летниот период, јас најчесто препорачувам производи за нега на коса кои што содржат UV заштита и секогаш нагласувам класичното масло, тоа што може да се најде во аптека, кое што сме го направиле од баба, сме слушнале од овој од оној, треба строго да се забрани, бидејќи моја препорака, јас сметам дека тој тип на масло не треба да се употребува кога косата е изложена на сонце, туку треба да се употребува масло кој што содржи UV заштита и исто така таков тип на производи. Например, кога сте на море, косата да врзате во лабава пунџичка, во нормална плетенка и потоа да се исплакне со сладка вода, значи со нормална вода од чешма и нормално да се употреби специфичен шампон според самиот тип на коса и нормално доколку сте во можност да понесете со себе производи за заштита од сонце, значи истите тие се спреови, шампони, регенератори или маски, со истите тие да се истретира целосно косата, особено русата коса која што во меѓувреме можеби сте влегле во базен, не само во морска вода, значи знае да позелени, знае да се случи нешто, но доколку се употребуваат сите тие производи и нормално се хидрира влакното, тоа нема да биде случај. До оштетување. Меѓутоа, еве за оние кои можеби дошле до едно такво оштетување, вие знаете, нели, до кој степен е, што правиме токму со тие коси, дали има спас секако и на каков начин, како се негуваат подоцна, со оглед на тоа знам дека има жени кои што се соочуваат со овој проблем и тука ќе додадам на оние кои што многу често им паја косата и се плашат од тоа. Како да се заштитат, на кој начин? Значи вака, јас прво ќе одговорам на првиот дел од прашањето за оштетувањето на косата. Оштетувањето на косата може да се среди нормално, но мора клиентот како е подготвен дента да одвои време во салонот, да се направи третман, да се направи некој напор за да се подобри квалитетот на влакното. Исто така треба да направи напор и во домашни услови да го негува влакното. Значи домашната нега, особено за коса која што е третирана и е сува, е многу битна, доколку сакаме да го одржиме квалитетот на влакното и векот на третманот кој што сме го направиле во салонот, затоа што
многу клиенти, многу луѓе кај нас мислат дека ако го направат третманот толку косата е спасена, но домашната нега е многу битна. А вториот дел од прашањето е кога опаѓа косата. Многу е исто така битно да се знае дали се кине или паѓа влакното, бидејќи тоа се две различни работи. Доколку косата паѓа од коренот, на самото влакно се познава коренот на влакното реално и тогаш треба да се види дали има прекумерно губење на килажата, можеби железото не е во ред, промена на шампун, затнати пори на главата, затоа што ако темето на главата е скалпот конкретно е затворен, значи има многу причинители за сето тоа, можам да зборувам до утре. Така, има многу фактори, но исто така има спас. Другата половина е доколку влакното се кине. Значи, доколку влакното се кине, тоа значи дека има прекумерна употреба на топлина, фарбање, бланширање, третирање на самото влакно и дека нема соодветна нега во домашни услови или можеби на фризер. Исто и за тоа постои решение, но нормално, нели, ние не можеме да зборуваме секогаш на памет, затоа што не секој случај е ист и секогаш имаме индивидуален пристап кон клиентот и за секој клиент можеби тоа што ви одговара на вас не одговара на мене и обратно и секогаш гледаме да има некој баланс за сето тоа. Ајде малку да позборуваме и за летниот период, што е во мода, да кажам, кои фризури се, меѓутоа секако убаво кажа индивидуално е се, според обликот на лицето и така натака, меѓутоа многу е важно и според вас сигурно сите да излезат задоволни од она што вие ќе го понудите тука во салонот. Меѓутоа ајде малку за летните трендови. Моето мото е дека се што те стои убаво, секогаш е во тренд. Затоа што можеби има некоја фризура која што во периодот е трендовска, но на мојот тип на лик, на мојот квалитет на влакно, текстура, густина на влакно, можеби тоа нема да личи убаво, ќе личи како една грмушка. Тоа го кажувате. Точно. Јас на пример сакам да истечам мојата коса до тука, но никој мене не ми дава, бидејќи јас имам и виткана и густа коса и тоа ќе биде страшно. Истото тоа го кажувам секогаш и на клиентите. Секогаш одбираме нешто што е лесно за одржување, одговара на обликот на ликот на клиентот и можеби во одреден период е трендовско. Во лето, според мене, секогаш се трендовски посветлите нијанси, карамелкастите нијанси, балајаш ефектот, фейс фреймингот, нешто што изгледа природно и убаво, а се гледа дека сте направиле промена. Оние кадрици на подолгите коси, значи никогаш мислам дека нема да излезат од мода, колку и да се менуваат трендовите низ годините. Елена, еве малку ќе позборуваме и за дневната шминка. Јас погледнав кон тебе, ти сама се нашминка, со оглед на тоа дека и во тој дел имаш искуство, меѓутоа за мојот изглед се погрижи Јана. Внимавате многу исто така и се разбира која шминка во кое време треба да се употреби така. Да, точно. Значи, за секој период од денот има соодветен мекап. Значи, наутро, на работа, преку ден, на кафе, за нашетање, никогаш не се употребува тешка шминка, особено не во летните денови, затоа што се затвараат порите на кожата и тоа е нешто што не е убаво за самата кожа, значи мора да диша. Сега, кога се работи за невеста, кога се работи за настан, значи секако шминката треба да е малку појака, но постојат исто така типови на пудри, коректори, значи многу работи кои што се ставаат на ликот да изгледа свеж, значи да изгледа дека има цел кавер, али не се толку многу тешки за лицето како одредени шминки. Доколку еве нешто мислиш дека треба да се каже што се однесува за овој летен период и за шминка и за она што твојот салон го нуди, ако нешто пропуштивме, слободно ќе ти оставам простор да кажеш, со оглед на тоа дека тука веќе и привршуваме со разговорот, затоа што слушнавме многу добри совети кои што ни се секогаш убаво да ги слушнеме. Мој совет што би го дала е дека косата треба да се одржува 365 дена во годината. Значи не треба да дојде до некој тип на оштетување, опаѓање на коса,
кинење и слично, за да треба да се третира. Значи, за да се избегнат сите тие работи, косата, мислам дека треба да биде третирана цело време. Значи, не мора тоа да бидат некои прескапи третмани, прескапи шампони. Кај нас овдека ние, како што можеш да видиш, имаме и професионални производи за нега на коса. Секогаш според буџетот на клиентот ние гледаме да ја прилагодиме негата за домашни услови. Секогаш има избори, секогаш има решение. Многу ти благодарам што одвојува утро време за нас и ќе се видиме и повторно во некоја следна прилика на лице место како ги правиме фризурите и како шишаме. Ти благодарам многу штеднашка за поканата и се гледаме во наредна прилика.